Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Граѓански прашалник. По паузата за летните месеци и летните одмори, продолжуваме повторно со емисијата Граѓански прашалник на програмата на Канал Визија. За прв пат во Македонија се одбележа Светскиот ден за борба против примарен билиарен холангитис. Активностите ги реализираше невладината СЛАП, односно Сдруженијето Сочувај, лекувај, Асоциација на пациенти со заболување на црниот дроб. Гостин во студиото е Билјана Мирчевска, председател на организацијата. Добре дојдовте во студиото на Канал Визија и верувам дека ќе имаме можност да ги запознаеме нашите граѓани за тоа за како вид на здружение станува збор и посебно за овие ретки болести. На 11 септември на плоштадот поделивте материјал за оваа ретка болест и како да се препознае. Зошто токму за оваа болест и зошто токму на 11 септември? Најпрво ви се заблагодарувам за поканата што ме поканивте да бидам ваш гостин. Значи 11 септември за прв пат во Македонија се обележува како ден за борба против примарен билиарен холангитис, затоа што за оваа болест во Македонија многу малку се знае, односно да речам скоро и да нема никакви познавања. Во светот 11 септември не е заради тоа што е посебен некој датум, туку е секоја година вториот викенд од септември, односно во недела, заради да не губат луѓето од работните денови и да може што помасовно да земат учество. Како што кажав, во Македонија за оваа болест многу малку се знае, скоро и да нема познавање, меѓутоа во европските, односно нордиските земји најмногу, е доста застапена. Застапена е и во Македонија, меѓутоа општата популација не е информирана. Па затоа сакавме некако да ја доближиме оваа болест до општата популација, односно да научат да ги разпознаваат барем малку симптомите или да ги прават редовно барем оние испитувања со кои што може да се распознае ова заболување. Одбележувањето го започнавте од Крушево, па продолжи во Прилеп. Крушево беше како сакавме да дадеме едно символично значење. Дадоа многу од волонтерите забелешки зошто параглайдерството би било приближување на пациентите кои што имаат примарен билиарен холангитис. Па сакав да појаснам дека за да се спуштите со еден параглайдер, значи мора првин да се искачите до Крушево. Еден од главните симптоми на ова заболување е точно безпричински тежок замор. Значи со самото искачување, нели стасувате до една точка која што сте веќе заморени и не може понатаму да се оди, па тоа беше едно символично, нели после спуштањето со параглайдер да се ослободиме од заблудите дека вакво заболување не постои во Македонија, односно постои. Понатаму активностите продолжија наредниот ден, нели тука на плоштадот во Прилеп, со делење на едукативни флаери за општата популација, зашто морам да се заблагодарам и на Црвениот крст во Прилеп, кој што активно зеде учество и при оваа активност и при многу други кои што ги спроведуваме. Понатаму се планира и активности во градовите во кои што имаме волонтери, како што е Куманово, Скопје, Дојран и некои други, сега се уште не се дефинирани точно кои градови ќе бидат, меѓутоа ќе биде на територија на цела Македонија. Како реагираа граѓаните со оглед на тоа дека токму целта беше да ги информирате, односно да ги запознаете со оваа ретка болест? Какви беа реакциите? Изненадени. Воопшто не се запознати. Значи, кога се спомне некој заболување на црн дроб, одма се смета дека е тоа поврзано со конзумирање алкохол или со одредена популација на луѓе, како да другите се исклучени. Меѓутоа, кога повеќе ќе им ги доближиме информациите дека никој не е имун нели на тоа заболување, некако веќе стануваат попредпазливи и внимателни, односно секој сака да биде запознаен за тоа како може да се заштити своето здравје. Примарниот билиарен холангитис е ретко автоимуно заболување на црниот дроб. Рековме дека оваа болест е непозната. Но како се диагностицира, кои се симптомите и како се лекува? Па примарниот билиарен холангитис е точно така автоимуно заболување кое што е ретко и настанува со непозната причина. Значи се уште не е точно утврдено поради кои причини настанува, меѓутоа доаѓа до запушување на жолчните канали кои што се наоѓаат во црниот дроб и со тоа се запира истекувањето на жолчката, нели, нормално како што треба,
а со самото тоа се предизвикува оштетување на клетките на црниот дроб. Ова заболување нема некои специфични симптоми, да речем драматична некоја... дали добива клиничка слика заболетниот жолта боја, жолта обоеност, дали добива на кожата? Во подоцнежните стадиуми. Значи, во првите стадиуми на болеста во рана фаза кога имаме само некои лесни болки во стомакот, суви очи, сува уста, и она што е најглавно, значи затоа реков да се доближиме до главниот симптом, тежок беспричински замор. Меѓутоа тоа не се симптоми кои што ќе го натераат лекарот или пациентот да одат на понатамошни испитувања. Значи не се препознава во раните фази. Покасно веќе кога доаѓа она до енормно насобирање на жолчката во црниот дроб, тогаш веќе имаме и пожолтување на кожата, на белките од очите и така натаму, меѓутоа тогаш е веќе, да речам, поопасна фаза на болеста. Колку долго трае тој неспецифичен замор, тој хроничен замор, да го наречиме? Тој трае во текот на целата болест. Значи започнува уште од раните стадиуми и тоа трае значи цело време. Затоа овие пациенти кои што имаат примерен билиарен холангитис имаат потреба од помош од околината, затоа што никој не може, например, тоа да им го олесни, меѓутоа им треба помош за извршување на секојдневните функции. Нели знаеме кога сме заморени дека не можеме нормално ни да ги извршуваме домашните активности, а да не зборувам и за оние останати. Како се диагностицира? Се диагностицира, баш тоа сакав да кажам, да се обрне повеќе внимание и пациентите и матичните лекари, затоа што сметам дека и матичните лекари не се доволно едуцирани за ова заболување. Со испитување на крвни испитувања на црнодробната активност на оние крвни тестови кои што се земаат нели во склоп на превентивните прегледи. Доколку е покачена алкалната фосфатаза, тогаш треба да се обрне внимание и да се направат подетални испитувања. Понатаму се прави исто и емерхолонгиографија и доколку е потребно веќе во подоцнежните фази биопсија. Што значи тоа? Тоа значи земање на примерок од црниот дроб, парче кое што понатаму се испитува и се установува нели точно за која болест станува збор. Меѓутоа, за да не дојде до таму, затоа што биопсијата е сепак инвазивен метод кој што не е лесно да се направи ни за пациентот, ни за лекарите нормално, подобро е да во првичните фази со крвни анализи се докаже дека. И кога ќе се констатира ова болест, која терапија се препишува, односно каков е начинот на лекување и дали секогаш оваа болест треба да заврши со трансплантација на црниот дроб? Откако ќе се диагностицира? Откако ќе се диагностицира, значи постојат лекарства, односно терапија кои што се користат само за успорување на напредокот на болеста. Меѓутоа лек за таа болест нема. Значи се препишува точно одредена терапија, има. Дали таа терапија е на рецепт, дали се терапијата е на позитивна листа, да. И се зема значи редовно, нон-стоп, значи нема прекинување од таа терапија, меѓутоа барем го успорува напредокот на болеста за да не дојде до крајниот стадиум кога да неопходна е трансплантација на црниот дроб кај сите пациенти кои што заболуваат од ова заболување. И тука најчести се прашањата колку влијае тука стресот, колку влијае намалувањето на имунитетот и дали тие работи би биле како подобрување на имунолошката состојба на човекот за да не дојде до ова заболување. Па општо е познато дека стресот влијае за појавување на секое заболување и досега научниците, значи барем тоа не може да се испита дали влијае или не влијае, меѓутоа од практиката е докажано. Од практика, да, точно се знае дека стресот има и како големо влијание за појавување, особено затоа што е автоимуно заболување. Значи најверојатно и се цел живот под притисок, сега како што е нели брз животот и со стрес, нормално дека предонесува за појавување на овие автоимуни заболувања. Рековме дека за симптомите, диагнозата и лекувањето, но споменавте дека не се поврзува ова заболување со конзумирањето на алкохолот, ниту пак со некои од познатите хепатитис вируси.
Точно, ова автоимузаболување не се поврзува со конзумирање на алкохол, значи не е важно дали лицето конзумирало алкохол или не, за да биде предиспозиција за заболи од ова заболување. Најчесто популација која што заболува се лицата од женски род на возраст од 30 до 60 годишна возраст. И тоа нема поврзаност исто така ниту со социјална или економска, верска или било каква поврзаност. Значи, ниедно лице не е исклучено. Лицата од машки пол од оваа болест поретко заболуваат, значи неколку случаеви, меѓутоа не е толку евидентно, а кај децата не е забележан случај. Рековме дека е ретка болест и дека во светот, барем статистиката тоа го покажува, заболуваат 5 до 10 луѓе на 100.000 жители. Што говорат податоците за Македонија и ете доколку имаме податоци и за Прилеп? Во Македонија за жал немаме податоци за ова заболување, затоа и напоменав на почетокот дека за ова заболување во Македонија многу е малку информации имаат и лекарите од општа пракса, а за населението веќе нормално е дека нема да има информации, односно кај нас не постои ни статистички регистар официјален за тоа колку луѓе имаме од примерен билиарен холангитис, меѓутоа не официјално, нели, пошто како невладина организација соработуваме со лекари од клиниката за гастро. Неофицијално имаме податоци дека има зголемен број на пациенти во последниве неколку години и дека сите тие пациенти чекаат за трансплантација на црн дроб. Така да сметам дека навистина треба да се обрни големо внимание, посебно пак ќе напоменам лекарите од општа пракса, матичните лекари, затоа што се тие нели првото ниво кое што треба понатаму да ги препознае и да ги препрати пациентите на понатамошни испитувања. Тука е прашањето, доколку станува збор за непозната, за ретка болест, што беше тоа што ве натера да како невладина организација, како здружение, токму ете ваш проблем, односно активностите да ги насочите во одбележувањето на овој светски ден за борба против оваа болест и на овие пациенти, што им е потребно, дали има доволна терапија, дали им е потребна некоја друга помош во која што вие како невладина организација можете да им помогнете. Единствениот поттик беше значи неофицијални податоци кои што ги добивме од терен и тоа што воопшто немаме информации никакви за оваа болест. Значи имаме терапија која што на позитивна листа, која што може да придонесе да се успори напредокот на болеста, меѓутоа ретко се користи затоа што дури ни лекарите, ни пациентите немаат информации за ова заболување. Значи основна цел ни беше да се подигне нивото на свеста кај општата популација пред се за постоењето на оваа болест и да се третираат нели навремено и правилно. Кога говориме значи за ова заболување кој е еден вид од заболувањето кој што може да го зафата црниот дроб, да кажеме дека и постојано расте на бројот на црнодробните заболувања, вклучувајќи го тука хепатитисот, фиброзата, па и канцерот на црниот дроб и многу други состојби. Што се покажува тука на локално и глобално ниво? За какви видови на заболувања станува збор и каква е состојбата со овие заболувања? Сите овие што ги спомнавте се заболувања нели кои доведуваат до оштетување на црниот дроб, исто како што и нашата организација. Тука како уште едно ретко и непознато заболување кое што го промовираме во последно време, односно имаме активности за промоција, се е примарниот склерозен холангитис. Морам да кажам дека за прв пат има објавено на веб страната на PSC Patient Europe, тоа е Европската организација на пациенти со примерен склерозен холангитис. Линкот од веб страната може да се најде кај на нашата Facebook страна. Значи таму има за прв пат објавено податоци на македонски јазик за ова заболување, затоа што ни на една друга веб страна македонска ги нема тие податоци. Што значи болеста примерен склерозен холангитис и кои пациенти најчесто заболуваат од оваа болест? Таа многу и колку се разликува од претходната? Многу е слична, значи во симптоми, во диагноза, во сите да речам претходно информации што ги наведов за примарниот билиарен холангитис. Со таа разлика што кај склерозниот холангитис заболуваат машката популација. Значи ако од примерен билиарен
холангитис заболува женската популација, од примарниот склерозен холангитис заболува машката популација. Значи симптомите, терапијата се е исто, само има разлика во полот, нели, кој што е предиспониран на овие заболувања. Па заради тоа сакаме, нели, како да речам слични болести и непознати во Македонија да се промовираат, односно да се запознаат луѓето со основните барем информации за таа болест. Како невладина организација формирани сте пред неколку месеци, пред да речам 10 месеци, и целта ви е чување и унапредување на психофизичкото здравје, на социјалното, на професионалното и на семејното функционирање, со развивање на превентивни програми за заштита од црнодробните заболувања. Како сите овие наведени активности ќе ги реализирате, односно преку кои програми ќе го постигнете тоа? Најпрвин организираме активности од едукативен карактер за оние болести кои што сметаме дека вака се непознати и активности од хуманитарен карактер, односно, например, конкретно за хепатитот сега. Тоа беше една поголема манифестација, ако можем така да кажем, за исто така за подигање на свеста кај населението, за постоењето на хепатитот во Македонија, која што е доста раширена, и имаме сознание дека и популацијата е веќе скоро запозната дека постои оваа болест, меѓутоа евидентно беше тоа што оваа година за прв пат 194 земји во светот подпиша една конвенција за сузбивање на хепатитот до 2030 година, односно до 2030 година да се искорени хепатитот од Европа. Поттикнати сме од имаме помош и од другите земји, нели, кои што се од другите организации кои што се занимаваат со вакви или слични заболувања. Па прегледуваме пример од нивните земји, сакаме да ги имплементираме во нашата нормално. Конкретно за пациентите со хепатит, например, кај нас има терапија која што е на позитивна листа, меѓутоа неофицијално исто има големи листи на чекање. Тоа е едно, а друго, терапијата која што ја примаат нашите пациенти е од првата генерација лекарства. Сега има веќе четврта генерација на лекови кои што имаат помалку нус ефекти, кои што имаат 98% на излеченост, за разлика од оние кои што се користат кај нас, што се помалку успешни, што имаат многу нус појави, до депресија, до самоубиства и така натаму. Значи, главната цел ни е тоа да се поттикне нашите како да речам, владини представници или представниците на Министерството за здравство и Фондот за лекови да ги подобрат условите за пациентите кои што имаат потреба. Значи, од различен вид на болести, меѓутоа за конкретно, например, за хепатитот да се внесат нови лекарства, за холангитисот да се шират повеќе информации, да се подигне нивото на едукација и кај лекарите, значи тоа може да го организира и Министерството, нели, или Фондот за лекарство или било како. Меѓутоа, наша главна цел е првенствено да се информира општата популација. Кои се најчестите мерки кои им ги кажувате на граѓаните токму околу заштитата од болестите на црниот дроб? Кои се советите? Ете, покрај тоа што треба да кој ќе се биде информиран, значи е доволно. Како мерки за заштита? Како мерки за заштита, па зависи за која болест. За хепатитот најчесто кажуваме, значи, да не се доаѓа во директен допир со крв. Тоа не важи само за, нели, заштита на црниот дроб, меѓутоа за целокупното здравје на човекот, затоа што најголем број од сите заболувања се пренесуваат, нели, преку директен контакт со крв. Тоа да се избегнува тетовирање и пирсење во непроверени, нетестирани, како да речам, студија, нели, за да тоа важи и за пирсинг. Што би препорачале друго? Навремено, значи, исто така да се извршуваат редовно црнодробните анализи на крвта. На колку период тоа треба да се практикува? Па би препорачала на 6 месеци. Обично тие превентивни прегледи се еднаш годишно, мислам дека законски пропишани. Меѓутоа, барем на 6 месеци би требало редовно секој здрав човек, макар што здрав може да се чувствува во организмот да се случува нешто, значи да се направи еден контролен тест за функцијата на црниот дроб.
Една од активностите на кои што работите и околу олеснувањето, односно повторното социјално вклучување на лицата кои што се заболени со овие болести на црниот дроб. Какво е искуството, каков е третманот кон овие лица и колку тие брзо се интегрираат, секако и во семејниот круг, колку треба да бидат прифатени и дали ваквите болести влијаат и врз работните места, односно врз професионалниот ангажман на пациентите? За жал, да. Оние лица кои што се заболени од хепатитис веќе подолго време се бориме против стигмата и дискриминацијата. Значи, често се поистоветува хепатитот со сидата или обратно. Така да најпрви ги дискриминираат овие пациенти нивните семејства, па понатаму и околината. Значи, се случило, имаме пациенти кои што добиле и отказ од работа, кога се дознало за нивниот статус дека се пример хепатит позитивни. За останатите болести сега се уште не можам да зборувам дали има дискриминација или нема, меѓутоа конкретно за хепатитот, затоа што го работиме повеќе години, можам да кажам дека на вистина пациентите имаат многу големи потешкоти во справување со околината и со меѓучовечките односи, веднаш кога ќе се разбере за нивниот статус. Би сакала да апелирам до општата популација, значи тие луѓе не можат да го пренесат заболувањето преку обично ракување, поздравување преку воздух, значи не се заразни онака за воспоставување на меѓучовечки односи, туку како што кажав директно оди трансмисијата со директен допир со крв. Така да подолго време и апелираме и пишуваме и зборуваме за да се спречи таа дискриминација и стигматизација, меѓутоа некако луѓето тешко го прифаќаат. Сепак нема ние да застанеме тука, значи мора тоа да се прифати како такво, дека може на секого да му се случи. Оваа болест не е поврзана со ниту една социјална група, исто така како што се смета дека интравенските корисници на други заболуваат почесто или не знам ајде како да ги наречам сега, проститутките или значи нема ниту една социјална група која што е директно изложена на овие заболувања. Секој може да заболи затоа што секој 12 човек во светот е заболен од хепатит. Така да значи нема тука никаква дискриминација или предиспозиција. Како може покрај информираноста да се намалат штетите од болестите на црниот дроб? Со правилна терапија, навремено дијагностицирање пред се, тоа е најбитно. Сметам дека секоја болест колку е навремено дијагностицирана има начин да се спречи или да се олеснат несините последици, меѓутоа ако се дијагностициран или касно веќе за жал доцна е да се реагира и ниту терапиите не помагаат. И исто така мислам дека може да се помогне со воведување на нови лекарства кои што се применуваат во светот, нели да се применат и кај нас. Како оди сензибилизирањето на јавноста за болестите на црниот дроб? Еве имате вие неколку месечно искуство, какви се реакциите, секако тука вклучително и на социјалните мрежи, контактите кои што доаѓаат до вашата веб страна, какви се реакциите? Колку и како успевате да ја разбудите, односно да ја зголемите свесноста кај граѓаните за овие видови на ретки, но сепак животно загрозувани